Мерката за ограничување на движењето на јавни простори по 21 часот, популарна како полициски час, главно се почитувала на првиот ден по нејзиното донесување. Сепак, извесен број граѓани во повеќе градови низ државата добиле јавни предупредувања од полициските службеници. Се дознава дека 6 лица од Кочани и 1 од Виница биле приведени за непочитување на мерката. Можно е да заработат и пријави за непочитување на законските мерки за заштита од епидемија, но и за напад на службено лице затоа што биле агресивни при приведувањето. Од Министерството за внатрешни работи информираа дека се постапувало превентивно, односно најголем број од граѓаните кои го прекршиле ограничувањето на движењето биле предупредувани. Премиерот Оливер Спасовски повика граѓаните да ги почитуваат мерките за ограничување на движењето, за да се избегнат казни и други санкции. Граѓаните треба да знаат дека во вакви вонредни околности треба сите да се однесуваме и вонредно и многу одговорно. Јас упатувам порака да се почитуваат одлуките, наредбите кои што ќе ги добијат од овластените службени лица и да го почитуваат, да ја почитуваат оваа забрана за движење, меѓутоа и забраните кои што се однесуваат и на дневно движење, групирање во групи и така натаму, бидејќи одговорноста е на сите нас. Ова не е битка само на институциите, ова не е битка само на здравството, на медицинскиот персонал, на полицијата, на армијата. Оваа битка е на секој еден граѓанин на нашата земја и колку поодговорно се однесуваме, толку и подобри резултати и многу побрзо ќе се справиме со целата оваа ситуација. Јас во оваа прилика апелирам до секој еден граѓанин на одговорноста. Апелирам да останат дома во наредните денови. Да не се излегува без нужна потреба од домовите и само на тој начин ќе помогнеме да застанеме на патот на ширењето на вирусот. Од Министерството за внатрешни работи пак информираа дека се постапувало превентивно, односно најголем број од граѓаните кои ги прекршиле ограничувањата на движењето биле предупредувани. Сепак, во текот на наредните денови полициските службеници ќе преземаат соодветни мерки за санкционирање. На првата ноќ од воведениот полициски час, полицијата изрекла вкупно 74 опомени за граѓаните во повеќе градови во државата. Тие не ја почитувале мерката за ограничено движење.